Благодарам на воведот и добро утро на сите. Почитувана амбасадорке, почитуван генерале, почитувани представници на НАТО комуникатори, почитувани медиуми. Оваа конференција за прв пат се одржува во Република Северна Македонија и ние сме веќе земја членка на НАТО. И со тоа се праќаат клучни пораки, но пред се праќа најважната силна политичка порака, а тоа е дека НАТО е воено-политички сојуз кој е буден и ги следи безбедносните предизвици од сите аспекти. Ги следи, реагира, но и се менува. За нас комуникацијата е клучна. Тоа најдобро ни го покажа новата реалност на европскиот континент. 24 февруари ни покажа дека она што го сметавме за невозможно, за жал, стана реалност. Воена агресија на една држава врз друга суверена држава, што предизвикува огромно човечко страдање и уништување. Оваа агресија е континуирано проследена со информацијска војна со една цел – да ја поткопа довербата во целокупните цивилизацијски вредности и да го поткопа нашиот кредибилитет како алијанса. И таа војна се води со сите средства, преку нови платформи, преку социјални мрежи, со лаги и дезинформации, кои сите вие сте задолжени за комуникациите во НАТО, треба да ги превенирате, пресретнете, спречите и разобличите. Ширењето на лаги е секогаш најлесниот пат по кој може да се допре до јавноста и да се влијае до неа, а ефектите од тие лаги се погубни. Огромна е одговорноста на НАТО комуникаторите во оваа војна да ја извојуваат победата на вистината, праведноста и трајните цивилизацијски вредности. На сите вам ви е добро позната воената доктрина која гарантира успех, а предвидува 4 инструменти на национална моќ. Тие инструменти се информација, економија, дипломатија и војска. Вие, нашите НАТО комуникатори, држите еден од 4 инструменти на моќ во вашите раце. Во вашите раце се информациите и рекувањето со нив е од огромно значење. Секој од вас, присутен овде, а ве има од речиси сите сојузнички земји, треба безпрекорно да ја заврши својата улога за на крај заеднички уште еднаш да докажеме дека НАТО 73 години по неговото основање останува најмокната алијанса водена од вистинските вредности, а тоа се индивидуалните слобода, демократијата, човековите права и владењето на правото. Нам ни е потребно пораките на НАТО да допрат до сите. Потребно ни е граѓаните на светот да знаат дека пред се веруваме во мир, но дека сме цврсто решени да го заштитиме нашиот суверенитет, нашите демократии и нашата слобода. Потребно ни е нашите 1 милиарда граѓани да знаат дека алијансата, преку сојузничкото единство, решителност и цврстите принципи, ја гарантира безбедноста на секој од нив. Северна Македонија е најмладата земја членка на НАТО, која знае дека најдобриот пат напред е кога се чекори заедно со своите сојузници и истомисленици. Како 30 НАТО сојузник, ги користиме придобивките на НАТО, но и придонесуваме кон колективните цели на алијансата. Во изминатите години ја насочивме нашата земја во позитивен правец затоа што сме свесни дека не можеме да бидеме вистинска европска демократија без слобода на говор, слобода на медиуми, без отчетни и транспарентни институции и без добро владење. Денес веќе ги гледаме резултатите. 3-та година поред, Министерството за одбрана е прогласено за најтранспарентната институција во земјата, а од оваа година во резултатот ни се предложи и владата како институција со 100% активна транспарентност. Знаеме колку е важно да ги заштитиме националните интереси и безбедност на секој наш граѓанин, но знаеме и дека е подеднакво важно да одговориме на секое прашање кој е од интерес на јавноста, бидејќи тоа е најдоброто оружје против лажните вести. Ги препознаваме опасностите од манипулација со информациите и лажните вести и затоа сме во процес на формирање на Центар за односи со јавност, чија главна цел ќе биде токму борбата со дезинформациите. Во својата сегашна форма, на повеќето од вас, ви е познат како регионален центар за односи со јавност, но истиот ќе добие и дополнителни функции и одговорности со фокус на спротивставување на лажните вести и дезинформации, што особено се присутни во овој дел на Европа и Северна Македонија.
Со помош на НАТО, овој центар ќе стане додадена вредност на Алијансата во целина и голема предност што ќе биде од корист за нашата колективна потрага по вистината. Почитувани учесници на конференцијата, сигурна сум дека ќе имате конструктивни разговори кои ќе водат до конкретни заклучоци за нашите следни чекори како сојузници во стратегиските комуникации. Целото е поголемо и поцврсто од неговите составни делови. Тоа е суштината на НАТО во својата мисија за заштита, обединување и зајакнување. Ви посакувам пријатни неколку дена во Република Северна Македонија и се разбира успешна конференција. Ви благодарам.